Состојбата во Велешката болница е катастрофална, а надлежните не даваат одговор на прашањата на опозицијата. Ова е ставот на Општинската организација на СДСМ, од каде велат дека раководството на болницата, наместо да се грижи за здравието на граѓаните, многу повеќе се ангажира за згрижување на своите партиски членови. Во болницата во 8 септември во Скопје ја згрижија ќерката на главната сестра во Велешката болница Евгенија Лазова. Председавачот на Советот на општина Велес од ВМРО ДПМН, специјализантот на хирургија доктор Александар Колев, инаку близок соработник на пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН господинот Илија Димовски, е соработен ангажман во новоформираната кардиохирургија во Скопје. Спорно е тоа што овие лекари беа упатени на специјализација во од Велешката болница и треба да им бидат на располагање на граѓаните на Велес. Како ќе го објасни раководството на Велешката болница овој податок и дали згрижените лекари ВМРО ДПМН во Скопската болница ја обештетија Велешката болница? Пред 10 години според СДСМ на хируршкото одделение имало 10 хирурзи. Од опозицијата тврдат дека бројот на лекари на хируршкото одделение континуирано се намалува. Токму затоа велат од СДСМ, пациентите кај кои е потребно да се изврши операција се испраќаат на скопските клиники. Пред неколку денови директорот на Велешката болница го награди токму докторот што беше отсутен на дежурство од 25.12.2015 година. Наградата, замислете, е една плата, нето плата и посебно признание. Само ВМРО ДПМН може докторот, кој често е отсутен на своите дежурства и чисто мој термин му го води општ лекар, а во месец декември бил и на годишен одмор, да го избере за топ хирург за месец декември. Очигледно, ВМРО ДПМН така ги наградува докторите кои снимале рекламни спотови за своите кандидати за градоначалници. Од ВМРО ДПМН со писмен допис реагираат на денешните обвинувања. Од партијата велат дека на опозицијата очигледно и пречи континуираното вложување во нова апаратура и целосната реконструкција на Велешката болница. Власта прашува дали СДСМ има одговор зошто во време на нивното владење за повеќе од 4 години успеале да испратат само тројца доктори од Велешката болница на специјализација наспроти 21 доктор кои се испратени на специјализација од 2006-та. Според ВМРО ДПМН, членовите на опозицијската партија и понатаму продолжуваат да манипулираат, шират невистини и покажуваат лажна грижа пред граѓаните.